Штетен инсект ја нападна боровата шума во Липковското село Слупчане. Оштетени се борови култури на површина од 135 хектари. Уништувањето на боровата шума го забележале жители на Слупчане и веднаш алармирале за проблемот кај надлежните институции. И забележавме пред некои 2 месеца дека борова шумава се суши, паѓаат листови и тогаш интервениравме кај Гранченко Липково и кај шумско стопанство дека нешто не вори со борова шума, која има над 135 хектара борова шума, прекрасна борова шума. И од тогаш немам никаков одговор. После некој време се јави на Шумарскиот факултет, зборив со еден професор Стериев, кој ми каже дека каква болест, дека тоа болест е од инсекти, од црвникава борова оса, така го уништува. И вика сега не можеме ништо да направиме, да чекаме во октомври, тогаш ка интервенираме. Значи, ова шума е садена пред некои 50 години, сега да не грешиме години, негде 1973-74, од тогашната младина комунистичка, кога они успеле да ги садат 135 хектара ваква борова шума и ден денеска ова се чувала до сега, ама сега почне да се суши. Затоа барам една помош од надлежни органи, од експерти од Шумарскиот факултет да преземат нешто за да не се суши целосно од грota 50 години да го чуваш една шума да се уништи за 5-6 месеци. Според професорот од Факултетот за шумарски науки Стерија Начески, во случајов станува збор за црвеникава борова оса, штетник кој е склон на градации. Во моментот појавата се согледува и се врши прогноза за наредната година, пошто пага седничките се веќе спуштени во почва и таму се во фаза на закукување, додека следната година, во мај, треба да се презема мерки, пошто се работи за еден инсект кој е, како што ви кажав, склон на градации, може да напади поголема површина под борови култури и појавата е сериозна. За него има повеќе начини за уништување. Еден од начините со биопрепарати, со употреба на вируси кои делуваат, не ја загадуваат животната средина, а делуваат токму на тој инсекти, се конкретно за тој инсект специализирани тие вируси кои го убиваат тој инсект и вршат контрола на популациите. Че може во нашата република да се преземе такви мерки со употреба на тој полиедричен вирус. Појавата на уништување на борова шума од ваков инсект во Македонија е регистрирана на 773 хектари површина, а се претпоставува дека следната година ќе биде зафатена уште поголема површина доколку не се преземат мерки за незиното уништување. Според професорот Начески, последното авиоуништување на ваков инсект било извршено во 2005 година, и тоа токму во Кумановскиот и Скопскиот регион. Во Куманово било интервенирано во селата Пчиња и Ваков на околу 500 хектари површина, а во Скопје во Миладиновци на исто толкова површина.